Благодарам. Данокот на додадена вредност како опето во сите фази на производство и трговијата и во целокупниот услужен сектор. Во Република Македонија постои општа даночна стапка, основна со 18% ДДВ и повластена даночна стапка од 5% во член 30 од Законот за данок на додадена вредност. Таксативно се наведени производите кои што потпаѓаат чиј промет дали се работи за стоки или услуги, спаѓа под стапка повластена од 5%. По еден долг серијал на покачување, односно зголемување на даночното оптоварување што ни беше сервирано од оваа влада, во кој што влегуваат зголемувањето на акцизата за дизел горивата во ситуација на растечки тренд на цените на горивата на светскиот пазар и во ситуација на прогресивно доначување, односно оптоварување на приходот на граѓаните кои што остваруваат месечен приход над 90.000 денари, односно годишен над 1.080.000 денари, со 18% ДДВ наместо рамниот данок од 10% и со зголемувањето на стапката на доначување од 10 на 15% на приходите од имот, приходите од дивиденди, приходите од камати на штедни влогови, приходите остварени од игри на среќа во изминатиот период. Ова е прво, макар и минимално, намалување на даночното оптоварување, кое што ќе признаете се однесува само за лековите, за ветеринарна медицина, се работи за многу мал промет, се работи за многу мали фискални импликации врз буџетот, што кажува и во самото образложение на предлог законот, каде што кога станува збор за буџетските импликации, и ако треба тие да бидат апроксимативно на некој начин утврдени во цифри, стои незначителни фискални импликации. Сепак оваа покажува дека кога се планирало оваа намалување, било планирано врз база на проценки во Министерството за финансии, што не е случај со едно друго предизборно ветување или ветување помеѓу два изборни циклуси, а тоа е намалувањето на ДДВ од 18 на 5% на сметките за парно грејење. И сега да ве прашам, доколку не било треснато од ракав помеѓу два изборни круга, вас како заменик министер за финансии, какви се пресметките на Министерството за финансии, колку се буџетските импликации, фискалните импликации врз буџетот по основ на намалувањето на ДДВ-то за сметките за парно грејење на годишна основа. Инаку само за илустрација, во моментов кога ние носиме ваков предлог закон за повластена даночна стапка, односно намалување на ДДВ-то за ветеринарни лекови, во соседна Грција имаме намалување на ДДВ-то за производи кои што имат огромно значење во вкупниот промет. Имено, десетици прехранбени продукти во супермаркетите во Грција, меѓу кои маслото и месото и рибата, угостителски услуги, цените на таверните, рестораните и пицериите драстично ќе поевтинат заради намалувањето на ДДВ-то од 24 на 13%. Грција има трискален систем на оптоварување со ДДВ, односно 5, 13, 6, 13 и 24, а средната стапка од 13% е намалена на 6% за данокот на додадена вредност кај струјата и природниот газ. И сега, кога сме кај онаа најавено од премиерот, не знам дали пресметено од Министерството за финансии, вие ќе ми го кажете тоа, или е треснато од ракав, се прашувам која е целта да се донесе даночна измена за која што повластицата ќе биде само за ограничено територијално ограничување, односно ќе да се однесува само за граѓаните на Скопје кои се приклучени кон дистрибутивната мрежа за парно грејење. Што останува со другите граѓани кои што се греат на други извори на енергија? Кога се прави таква повластица односно намалување на даночната стапка, треба да се има во предвид дека истата треба подеднакво да се однесува за сите граѓани на оваа држава, и ако правиме
намалување на ДДВ-то за сметките за парно грејење, треба истото да го направиме и за сметките за струја и треба истото да го направиме и за другите извори на горива за загревање, а не да правиме нееднаков третман на граѓаните. Инаку само за илустрација би сакал во овој момент да ги повторам сите намалувања на ДДВ-то од 18 на 5%, односно да ги набројам на брзина сите производи кои беа подвргнати од повластена даначна стапка од 5% наместо претходните 18. ДДВ-то за лековите беше 5%, со доаѓањето на СДСМ на власт качи на 18%, се враќа ВМРО ДПМН на власт пак 5%. ДДВ-то за земјоделска механизација и сите репроматеријали во земјоделието, ДДВ-то за водата за наводнување, ДДВ-то за водата за пиење, ДДВ-то за компјутери и целокупна софтверска опрема, ДДВ-то за бебешки производи и за училишен прибор и така натаму и така натаму. Ова во споредба за цели 2 години вие како власт, како намалување е една капка во целото море од даночни повластувања направени од претходната владеачка гарнитура.